Добар ден, почитувани слушатели на Радио Лидер, намали само тонот. Денеска по второ продолжение во 2 дела одиме поради една траурна атмосфера во нашата јавност. Во првиот дел имавме снимено интервју од завчера за економските политики, но сега одиме за нешто многу посериозно, иако и тоа е сериозно, нели, но ова е од драматични размени. Заедно со мене е Агим Јонус. Агим, добро утро. Добро утро. Веќе не е ни утро, 11 часоте. Завчера во 15 до 12, 22 годишно девојче со 130 км на час беше прегазено на булеварот Партизански одреди, покрај пекарата Силбо. Девојчето на лице место го загуби животот, беше прегазена од Васил Јанев. Васил Јанев има 20 години, 2 години е помлад од неа и 2 години системот знаел за него. 10 пати бил фатен како вози без возачка, која никогаш не ја добил. Предизвикал сообраќајна несреќа во февруар 2023 со тешки телесни повреди или лесни, неважно, има 2 формулации таму, но немал кривична пријава тогаш, имал кривична пријава од МВР, но немало обвинение и покрај тоа што без возачка загрозил нечи живот. Продолжил да си вози слободно, си плаќал казни по 300 евра цело време, гајле му било, имале пари неговите. Во 2024 година бил уапсен со 80 паковки амфетамин, пошто судиката го ослободила не го ослободила, му го прекинала притворот лани во јули месец и пресудила тој да оди во поправен дом, иако бил полнолетен кој го сторил делото. Замислете, полнолетник бил во поправен дом, се жалело обвинителството и тоа му возможило со укинат притвор да не оди ни во поправен, да не оди ни во затвор, туку да биде на слобода, каде што е до ден денес, а апелација нема на жалбата на обвинителство одговорено, па он си се шетал така слободно. И се така, тоа резултираше на крај неговото дивење во изминатите 2 години, резултираше со смртта на едно дете, амбициозно дете, кое дошло да студира во Скопје. Тажно е, не може човек да не биде тажен, затоа што се работи за вина на системот. Судиката велат дека не е корумпирана, станува збор за правник со интегритет, која на младите им давала шанса, така велат правниците со кои разговарав, но толку многу пропусти само во 2 години, Агим. Значи, прво сакам да искажам искрено, сериозно, длабоко сочувство на родителите на погинатото девојче и да кажам дека немам зборови со кои би ја опишал мојата тага и она што го чувствувам во моментот, затоа што и јас сум родител. Знам што значи дете, поготово, не дај Боже, мислам, изгубено дете и така натаму, на ваков начин, поготово пак. Оно што би сакал да го кажам и зашто ја денеска ќе зборам е нешто што со конкретниот случај може би нема толку врска, колку што има суштинско значење. И неколку пати најавувам дека ќе употребам една фраза која доаѓа од народот, а која има страшно голема содржајност во изразот. Вели, нема држава. Кога народот и кога во народниот речник ќе чуеш некој да вика нема држава, тоа значи дека разочараноста во системот и во начинот на кој што тој функционира, разочараноста е доведена до максимум. Само да те, само кратко со факти ќе те прекинам, не те опонирам. Во случајов, да речеме, Министерството за внатрешни работи во последните 2 години, значи тука има и влада на ВМРО и влада на СДСМ. Не политизираме. Во последните 2 години МВР постапува професионално. Го фаќа, поднесува кривична пријава. И во 2023 го фаќаат многу пати со дрога, но во мали количини, па он вика ја ова за мене го користам. Во 2024 година повторно кривично му поднесуваат, го фаќаат со 80 паковки
Амфетамин. Токму тоа ми беше поентата во... И инспекторите, знаете што ми велат од МВР? Велат, ние го фаќаме, постојано го демнеме, нели, пошто знаеме со што се бави, дека е дилер. Да. Ние ќе го фатиме, се ќе спроведеме и на крај ќе ни го пуштат повторно да имаме на улица. Тоа ми беше поентата на она што во продолжеток сакав да го кажам. Кога ќе речеме нема држава, токму на тоа мислам и токму се однесувам на тоа, а тоа е на нефункционалност, недоследност во, прво, исполнувањето на обврските произлезени од уставот и законите, второ, во значи шарлатанската професионалност, ова е многу глупава фраза, ама адекватна, во професионалноста која не покажува никакви резултати, значи дека немаме професионалци во права смисла, кои што имаат интегритет на своето работно место. Сега да го фокусираме тоа, да се фокусираме на делот кој што се однесува до правдата, до правниот систем, судскиот систем, до сето она што доведува до заклучок дека во оваа држава, кога велиме нема држава, мислиме на само една работа, а тоа е немаме политика на казнивост. Значи, во секој еден голем град, мегалополис, во сите населени места каде што динамиката на животот подразбира брзо движење, гужви, народ, луѓе, сообраќај и така натаму, има инциденти. Значи, за жал, зборуваме за конкретен случај, денеска, вчера, ноќеска што се случил, зборуваме за нешто што без размислување треба да биде најстрого казнето и така натаму. Подразбираме дека ние во оваа држава, во овој момент, во Скопје, јас тврдам дека во актуелниот момент дека ние разговараме во Скопје, во сообраќајот има најмалку 50 пијани луѓе, најмалку 100 психопати, најмалку 1000 луѓе кои не фермаат никакви сообраќајни правила, но истовремено не можеме да се фокусираме само на тоа, треба да зборуваме и генерално за општата сообраќајна култура. Значи, треба ли да спомнам дека секој еден возач се соочува со тоа дека на пешачки премин млади, стари, сега не баш најстарите, меѓутоа млади во средни години, млади луѓе поминуваат на пешачки премин со телефонот, со муабет, без да гледаат лево и десно, занесени во разговор, занесени во нешто што подразбира 100% будност кога си во сообраќај, затоа што ти и кога си пешак, треба да си свесен и ти си учесник во сообраќајот. Значи, тоа телефоните и таа занесеност на младите и нивното однесување е исто така голема опасност во сообраќајот, исто колку што се и пијаните, исто колку што се оние без возачка што немат искуство. Ние возиме во Скопје како дивјаци. И јас на истата улица, извини, на истата улица, булевар Партизански одреди, кога возам со мојот автомобил 50 на час, што е максимум дозволено, ставам на темпомат 50 и возам толку, мене агиме ми свират од позади. Нека свираат, ти гледа си својата работа. Да, но тоа сакам да ти кажам. Да. Ние немаме култура на возење. Нас ни треба Safe City кој ќе казнува во реално време. Као што има сегде на запад. Затоа што треба да ги удриш по джебот, за да сватат како треба да се вози. Сите 40, 30, 50 во град треба да вози. Ајде да тргнеме од таа поидовна точка сообраќај и казнивост. Значи во сообраќајот казнивоста, доследноста на извршувањето на задачите на Министерството за внатрешни работи покажува позитивен подем. Значи, поголем, по-сериозен пристап, по-сериозна контрола, акција и така натаму, и така натаму. И тука треба на МВР да му се даде поддршка да продолжи. Со тоа што јас тврдам дека треба уште по-сериозни да бидат, уште по-сурови и уште по-брутални во контролата и казнувањето на прекршителите. Меѓутоа, како што ти рече, јас го потврдувам тоа затоа што имам исти искуства во разговор со
сообраќајци, со луѓе кои работат во МВР, вика, ние го фаќаме лоповот и лоповот нас ни се смее во мустаки. И толку истиот тој лопов утре го гледаме повторно во кафич, ни се смешка, не поздравува, не части пијачка и така натаму. Значи, кога преска ја почнав дискусијата и разговорот со нема држава, што подразбира народот со таа фраза, нема држава. Значи, нема систем кој што казнивоста ќе ја спроведе од почеток до крај. Ако имаме држава во која судството и вербата во судството е колку беше на 3%, тоа веќе не е алармантно за една држава, тоа е веќе трагично за една држава. Што значи вака? Тргам од себе си. Јас морам да ја покажам доблест, да бидам искрен. Јас, барем 100 пати до сега, требало да ми одземат возачка. Ми одземале еднашка и тоа ептен апла беше дека не може да се спасам од тоа. И јас сум бркал пријатели, и мене ми кинеле низ животот, имам 63 години, во младост, и мене ми кинеле пријави, и мене со еден телефон ми викале, ајде бегај, продужи, и така натаму, и така натаму. Не, морам да бидам искрен, пази, доблесно. Значи, не, те се согласувам. Мене ми имаат пресудено, Агим. Сега пази, 200.000 денари. Ми имаат пресудено, извини. Затоа што некој на Фейсбук сум го нарекол гнида. И затоа ми имаат клевета 200.000 денари. Овој предизвикал без возачка, сообраќајка. Значи, замисли, загрозил нечiji живот, имало повредени во таа сообраќајка на 1 февруар 23 година, пред 2 години. Дали е единствен тој, да те прашам? Не му поднеле обвинение за тоа. Добро, да те прашам, дали тој е единствен во државата? Чекај. Дали е единствен во државата? Не е единствен. Што ти кажува пак? Се враќаш на моето, нема држава. Тоа е фраза, ќе повторам, за да не бидам за оние што покасно се вклучија. Кога велам нема држава, не мислам дека нема држава, туку нема систем. Затоа народ вика, нема држава, шо ќе се буниш. Значи, тргни од ова. Ако тргнеме од предпоставката дека најголемиот дел на оние кои што системски ја држат некако државата во каков таков живот, се партиски уствари определени луѓе, политички определени луѓе, клиентелисти, зависници од некого и така натаму, роднини и така натаму, поврзани со криминогени структури, поврзани со све живо. Каде е балансот и каде е средината? Балансот и средината е во еден амбиент кој се создава во државата, е тоа држим воду док мајстори оду. Ние имаме примери, кога зборувам за таа политика на неказнивост, таа не е на ниво на сообраќај само. Таа е на општо ниво. Дај ти мене, кажи ми, дај ми еден во оваа држава кој е сериозно обвинет, казнет и кој што е испратен наму каде што му е место. Сега да не взимаме индивидуални примери, пошто ќе ни треба 4 дена по име и презиме да ги презиваме. Меѓутоа, ти имаш во Македонија случаеви во кои што луѓе кои во други држави кои би го направиле тоа не би виделе светло на денот од затвор. Да не речем, некои би биле и доживотно и некои на смртна казна осудени. Кај нас исти такви модели на престапници искочи сега од студијово, прошете у кафич до кафич, ќе видат како како пушат пура, пијат кафе, пијат виски, се смешкаат до нив девојчиња и така натаму и така натаму. Ние сме едно село весело. Ние сме една држава у која што ти правда да се претуриш не можеш да најдеш. Но, Агим, ако не најдеме правда, ако не изградиме систем правосуден, како? Овде, тој е предмет на дискусија во сите систем. Тој е предмет на дискусија во сите наши емисии. Како да најдеме правдата? Нашите деца ќе умираат. Како што умре предвадена Фросина Кулакова од Неготино. Не е само Фросина. Ако не седне оваа држава, значи овде веќе не имаме поделба на власт, уставно, извршна, законодавна и судска. Не е само извршната Фросина. Владата која не може да се меша во судската власт. Но треба да се најде модул како да се спроведе целосна чистка во македонското судство и во македонското обвинителство. Извини, знаете ли во каква состојба е во моментот судот и обвинителството во Македонија? Доколку вие сте неправно
обвинет. Добро. Поголеми шанси да се спасите имате ако се фрла петка глава. По-фер однос би добиле со петка глава, да го пуштиме или да го осудиме, вака. Со паричка да се фрла. Што ти кажува тоа? Кажува дека или ќе изградиме систем или децата ќе ни умираат како фросина. Значи пак доаѓаш на она моето народно, нема држава, дечко. Не сакам Немаш да верувам. Држава. Не сакам да прифатам дека смртта и вакви случаи имаме, тој тамо некој усмртил исто, девојче година дена го осудиле, возел 130. Тоа е убиство. Кога возиш ти на булевару центар 130, тоа не е сообраќајка. Тоа не е сообраќајен прекршок, тоа е убиство, луѓе. Да, може да се случи вие да убиете човек во сообраќај и нели, не сакајќи поради грешка, поради негова грешка, но кога возиш ти на партизанска 130, ти си убиец. Колку такви убици има, бе? Многу. Значи, ако сакаш, од време на комунизмот, чекай, од децата на првите партизани кои у 60-ти имаат убиено поише луѓе од нивните дедовци фашисти што имаат убиено. Чекај, не се од тогаш па наваму е ова. Чекај, не се возбудувај. Пашањето ми е повторно. Колку такви имаш на улица, знаеш ли? Илјадници. Кој ги контролира, кој ги казнува и како се тоа завршува? Никако. Се слагаш? Пак доаѓаш на моето. Немаш држава. Добро, дај да ја изгради. Како? Од нула. Од нула. Правосудни институции значи, од нула. Ајде да се вратиме на сите наши претходни дискусии во емисииве, на се она што ние го дискутираме, анализираме, даваме предлози, мрчиме муда да извиниш и се правиме паметни и никако да најдеме решение. Дали тоа подразбира треба да се направи една сериозна, внатрешна, секако бенигна револуција. Сега колку една револуција може да биде бенигна? Меѓутоа, револуција кога велам корените ресети во местата каде што власта ја контролира јавната безбедност, сигурност, социјалната безбедност, сигурност и се она што на човекот му дава некаков филинг дека живее во здрава држава. Ако мене полицијата не ми биде столб на кој се подпирам за мојата безбедност, јас имам сериозен проблем. Проблемот сика зашто живеам овдека, ако ја не може се подпрем на полиција. А ако се подпрем на полицијата, имам уште еден проблем, а тоа е оно што полицијата ќе го направи, ќе го спроведе во својот дел и радиус на ингеренции. Дали тоа значи дека на суд ќе одам, а сум бил на суд, сум бил по некакви граѓански основи и сум гледал, сум чувствувал дека судијата само што не ме тепа. Затоа што претходно судијата и странката со која што сум бил на парница, претходно доаѓаат од ручек директно, едниот влегува на едната врата, другиот на другата врата на суд. Значи, тоа е Македонија. Welcome to Македонија. Јас сега, како и два пати во емисиите ми се чини, бум се обратил јавно на Тошковски. Ама не, значи, не, за они максимум што може да направат, направиле луѓе. Не, ости се да кажам. Ајде. Значи, прво да му дадам поддршка затоа што гледам дека навистина сака да направи здрава полиција, народски речено. Јас порачувам дека треба да биде уште пофашизоиден. Ова е малку. Треба да биде уште, значи Тошковски, послушај го овој агенти. Уште пофашизоиден треба да бидеш. Па ако треба ќе вработиш плюс полицајци, ама партизанска, секогаш ќе биде подкриена со патроли, потегот Бит пазар, Јаја Паша, Чаир, Скопје север, обавезно ќе има 1 до 2 патроли, затоа што тоа е Кандахар во сообраќајот. Затоа што тоа е, пази, од таму доаѓа она небитен си ко семафор у Чаир. И зошто е тоа така? Па затоа што никој не го контролира. Граѓаните, или барем најголемиот дел од нив, уживаат во тој комфор дека никој не ги контролира, не ги казнува. И прашање на денот е кога ќе чуеме повторно некаква приказна, како што ја чувме приказната за Фросина, за која што повторувам искрено жалам.
многу жалам. Но, знаете, Агим, ова дете само не можело да ги фати врските за постојано да биде ослободувано од системот. А некој му купил кола на 18 години, иако нема возачка Повторувам, дозвола. колку такви има у Македонија? Многу. Ти иди по Чаир, по Јаја Паша, по Скопје Север, по Бит Пазар, копилјан од 15 години вози ауто од по 100.000 евра. И те гледа и застанува, мене ми свира еден од позади, демек тргни се, ја проаѓам, јас застанувам паралелно со него, спуштаме стакла и карши мене, гледам дете кое се уште голобрадо, кое нема гарант поише од 15, 16, 17 и 18 нека се, кое вози Масерати Битурбо, кое кошта како 300 на нечи, и ми вика: стари, дај не ади говна, трни се. Сега може да ти кажам една реална приказна. И чекай, само да завршам. И сега, по правило, ја би требало да го пријавам у полиција, речемо у И Германија. ништо Не, речемо у Германија, ја ако би го пријавил него, секако би го побарале него, секако би го викнале на одговорност, докази немаш за на лице место, меѓутоа тука би имало барем некаква акција од полицијата. Негде околу... Ти знаеш колку такви тебе ќе ти кажат, че ти стари не сега ади ќе ви говна кажам од што е Чаир до Битва. одговорно Не и иде, бе, неодговорно штата. родителство. Негде бев трета или четврта средно полнолетен. Значи, јас сум И за полнолетна кој е личност. крив за тоа све? Покрив е татко му. Се слушај. Татко му вика: Слушај. ја еден син имам, нека вози бе, еве му ауто, сине, еве ти клучеви од Мерцедес, Слушај ако се. кошта 100.000 евра, ти да си ми жив и здрав. Слушај се. Јеботе, Слушај се. Мислам, Трета да. или четврта средно. Со три четворица другари седиме одма наспроти с полициска станица у Кавадарци и грицкаме сончоглед и као кретени љушпите ги фрламе на земја. Дечишта. Да, И доаѓаат тројца полицајци, шо правите бе вие? Ево вакво, вика, по ова се казно, е. Абе сега ние знаеш вака така, дај вика лични карти, даваме лични карти. И тој вика, чии си ти? И му кажувам кој ми е татко, нели? И се погоди човеков, го знае татко ми, тоа пријатели. Татко ми мајстор, беше нешто работа на други. Ја му се јавувам на татко и му викам: тато, абе вака и вака, викам, ме фатија тука грицкав сончоглед, па шо бараш, вика, шо не си земал кеса за да ги фрлаш љушпите. Е па сега не зема, викам, дај, викам, еве чуи си со човекот и му го давам полицаецот. Татко ми таму му каже: слушај, да го казниш, вика. Да го казниш, да не ме брука срамота, вика, мене ми го брука образот, вика, тоа што прави. Мене, вика, образот ми го брука. И човеков ми пишува казна и имам две опции, да платам 50 евра или 3 дена да работам у комуналец. Тоа, таква пеналитет. Абе, остај ти. Слушај се, слушај. Абе, Одам дома и му викам: дај 50 евра да платам. Вика: не, ќе си идеш, ќе си работиш. И ми се јави у комуналец, нема, вика, само со греблото да се го собирав 3 дена лисија. Е, сега ќе ти кажам една работа. Ова дете, кој го направило првата белја, кој го фатили у станица, кој е направило втората белја, кој е направило третата белја, него постојано некој го вадел, ајде. Ајде да се вратиме на уште по-брутален пример. Во Белград, во Рибникар, детето што уби толку деца, одговара и родителите. Добро, сега овој е полнолетен, немаш да одговара. Без разлика, ајде да се вратиме со оглед на тоа дека цело време камењата одат и кон родителот кој што цело време на некој начин го вадел, му правил овам. Па што очекуваш ти од родител, бе? Тоа е природно. Па ја моје дете нема да оставам да му да му влакна од глава да му фали, па камоли да го бранам и да го вадам од негде. Сето тоа е на некој начин нормално. Сега доаѓаме до она ниво кој се вика родителска свест. Свест е на твојот татко како родител, а во функција тебе да те воспита и да остане доследен како граѓанин на уставот и законите, рекол: казните го Љупчо Златев. Мене татко ми од роđење, од дете, ми утовил у глава: дојде ли некој да ми се жали на врата од тебе, не ми доаѓај дома. Прво ја ќе те дигнам на клоци, па после нека те дига на клоци полиција и у затвори. Така. И секојаш татко ми така мене бил. ми го рекол. И Да. така, Така и треба. и така во тие доследности моето семејство не бележи и не се сеќава на некакви примери со во кои што сме имале проблем ни со власта, ни со обкружението, ни со никога. Арна ме, ја ти признавам, бе. Јас сум знаел порано се начукам, многу пиев едно време алкохол, сега веќе не пием, дефинитивно, и тоа веќе цели 3-4 години, меѓутоа порано имав бурен живот.
Значи, доблесно е да признам, за да ти ги отсликам државата. Ова може би ќе биде плука некој на оној што ми помогнал во дадениот момент и затоа не спомнувам имиња во име на благодарност. Меѓутоа, јас имам направено земја пиен. И земја пијан возам од Попова кула винаријата на кај Скопје. А и што удирам на едносмерна улица кола. А и што јас се тумбам. А и што правам карамбол, спречувам сообраќај, цела магистрала север-југ во, кажи го, во застој. А и што 350 работи, доаѓа полиција, ме собира, не знае што да ми прави, ја чорпијан. Ме носи у притвор, у станица у Велес. И у станица у Велес ја дигам чалам, ке се тепам со полицајци. Пази, он мене ми вика, седи мирен, ја му викам, ке ти ева мајката. Иде ли тоа така? Пази, прво псовката кон полицајцот е казнива. А ја уште се чаталам. И пази што правам безобразна работа. Се јавам на еден телефон, пошто имам право на еден телефон. Тој телефонот од таму му вика, амам пуштите го. Не е он лош човек, не е ваков, не е таков. Полицијата ме пушта и ја идам дома као да ништо не се десило утре дента. Зошто го кажувам ова? Затоа што давам лош пример од себе си. Доблесно е да признам, еве како функционира државата. Затоа што знам дека некој стои позади мене, ако му се јавам по телефон, знам дека ништо нема да ми направат, или барем ако ми направат, ќе гледаме да ја забушиме некако работата, имам широк круг на пријатели. Значи, се ке се сведе на вук појава магарца. Ова, јас како Аги Мионос доблесно е да го признам, јавно им се извинувам на сите тие, кои што без било каква вина испаднале уште и кабајато до згора, меѓутоа тоа е минато. И са, ова ти го кажувам, само ти отсликам каква е државата, а не дека ти не знаеш. Се враќам повторно на она што преска го почнав како синтагма во нашиот разговор. Немаш држава. Во здрава држава нема неказнивост. Во Македонија има еден сериозен канцер, а тоа е политика на неказнивост на било кое ниво. Не е казнивост само полицајец да ти напише казна. Казнивост е да и оној што не ја спроведува казната повисоко ниво, суд, ако не ја спроведе во дело, и тој треба да биде казнет. А ако некој изнад судот поништува судска одлука, неосновано, само поради тоа што тој е филјан човек на филјан човек, и тој треба да биде казнет. Меѓутоа, дај ми го прашањето, одговорот на прашањето, кој да го реорганизира тоа, да стави честни луѓе, да стави доблесни луѓе, да стави патриоти, са каква врска има патриоти со ова. Затоа што ти со самото тоа што покажуваш дека ги почитуваш законите, доследноста и автентичноста на нашето постоење, функционалност, социјална, економска, собраќајна, какво го сакаш, покажуваш дека си патриот. Ние сме говна, толку. Агим, тука ја да завршиме полека. Да завршиме. Трагичен настан, нема смисла да разговараме за било што друго. Бог да го прости девојчето, од се срце ми е жал. Можам да замислам како е на таа фамилија. Значи, можам да предпоставам како се чувствуваат. Значи, срце ме боли. Давам поддршка на секој оној кој ќе дигне глас, кој ќе се бори против сите овие работи што не обкружуваат и што се покажуваат. Значи, ме имате, дечки, покрај вас, сите вие што се буните и барате правда. И јас сум за правда. Токму од тие причини го кажувам сето ова. Меѓутоа, се враќам на оно од почеток што го кажав, а што има политичка конотација. Меѓутоа, тоа е народна фраза која кажува многу нешта, а тоа е немаш држава, бе, дечко, што бараш? Немаш држава. На крајот од оваа емисија би сакал да прочитам редакцијски коментар на Радио Лидер. Редакцијски коментар на Радио Лидер е дека обвинителството и судот сносат огромна вина за смртта на 22 годишната Фросина Кулакова. Овој случај не може да биде третиран како несреќа, туку станува збор за очигледно серијско прогледување низ прсти на сериозен престапник од страна на обвинителите и судиите. Полициските службеници со жалење констатираат дека со години го апсат Васил Јованов Васо, но на крај повторно го наоѓаат на улица како прави уште посериозни дела откако е ослободен од обвинителството или од судот во вториот случај. Разгалено детиште, заштитено од системот, уби девојка која се борела за подобар живот.
Дозволи една минута додам после нешто само. Фросина имала живот пред себе, креативната неготинчанка која дошла да студира во Скопје можеше да биде гордост на Македонија. Наместо тоа, неа ја изгубивме поради корумпираниот судски систем. Сакаме да веруваме дека нејзината смрт не е залудна и дека ќе представува иницијална каписла за реформа на правосудните органи. Прашањето до правосудните институции кои го ослободувале Васил Јованов, но и до оние кои кај нив обезбедувале врски и влијание е уште колку деца треба да убиете за вашите деца да ги направите срекни. Ви благодарам.